Добредојдовте во уште едно видео на Предприемач. Во ова видео сакам да прикажам една алатка која што инсталирав пред некој ден и за која што сметам дека е корисна за предприемачите. Ова алатка представува еден вид на алатка за менаџирање на односи со потрошувачите преку социјални медиуми, односно да можете да се поврзете едноставно со нив и да се вклучите во конверзација и во градење на долгорочни односи. Од друга страна представува еден вид на бизнес интелидженс алатка, значи еден вид на деловно разузнавање во кое што ќе можете да стекнете да дојдете до информации за оние со кои што комуницирате многу полесно. Алатката се нарекува Rapportive и можете да ја симнете на веб, односно можете да ја инсталирате преку веб сајтот www.rapportive.com, која што при што инсталацијата е доста едноставна. Кликнувате на ова копче, ќе ве води низ процесот многу едноставно. Значи, овој адон е бесплатен за Firefox, Safari, Mailplane и Chrome. Значи, да го користите еден од овие интернет прелистувачи, ќе можете да ја користите алатката. Оно што е интересно е, алатката додала еден нов таб тука, кој што означува дека дека е инсталиран овој адон на вашиот прелистувач интернет. Но она што е најважно, на секој добиен мејл од некого, вие добивате на десната страна една промена. Промената е во тоа што наместо досегашните реклами од страна на Google, вие тука ќе имате информации за лицето кое што ви ја праќа пораката, односно со кого што комуницирате нешто преку Gmail. Забележувате, можете да видите слика, можете да видите информации за тоа, неколку информации за тоа лице кое што ви праќа, можете да ги видите последните твитови на Twitter, значи за да видите кои се неговите интереси, размислувања, начини. Можете веднаш и да се поврзете со него на Twitter, можете да се поврзете со другите социјални медиуми на кои што е присутно тоа лице, кој што забележувате тука. Оно што е интересно е што можете да дадете забелешки за секоја тоа лице. Значи, доколку имате повеќе информации за лицето, од што овие што се наведени тука, едноставно додавајте ги во овој дел и ќе ги снимите информациите и остануваат во вашата база на податоци, односно во Gmail базата на податоци. Во секој случај алатката е доста корисна, препорачувам да инсталирате и користите, нема ништо да изгубите. Тоа би било се за ова видео, се најавам во некој од наредните видеа на предприемач.com. Довидување.